Благодарам, господине Джафери. Се надевам духовите се стиша, ќе се обидам јас од мојата дискусија малку да ја спуштам целата атмосфера, но морам да заклучам дека токму за ова законска решение нема никаква расправа, најмалку за предложениот закон, затоа имаме на сосема други теми. Па со оглед на сето тоа ја ќе се осврнем на три нешта кои што всушност го проследија ова предложено за жал несреќно законско решение. Прво сакам да приметам да го приметам отсутството на господјата Десковска, зашто заменикот министр за правда ни крив ни должен седи овде и ги слуша сите овие елементации, навреди, дисквалификации и така натаму, но би започнал со следново. Прво, самиот закон го следеше една процедура на преговарање помеѓу две групи за да се најде излезно решение кое што би било прифатливо и за мнозинството во собранието и за малцинството, односно опозицијата. Сметам дека прво со лош резултат се завршени. Господине Велковски, ќе ве молам. Благодарам. Сметам дека вината за отсутството на договорот во овој преговарачки процес е пред се кај оној кој што го има предложено законскиот текст, а не на другата страна кој што преговарала, заради тоа што секогаш кога има преговори, отстапките треба да ги направи тој што ја има иницијативата. Барањата од другата страна, предпоставам, со тоа се веројатно ќе се сложите сите, дека се конструктивни и во насока на подобрување на законот. Но до тоа не се случи и тоа повеќе не може да се измени. Второто нешто кој што го следеше ова законско решение е јавната расправа која што беше одржана во собранието на Република Македонија, на кое што сите повикани експерти и професори од правниот факултет, значи колеги на господјата Десковска, има еден куп замерки, приметби, а многи предлози за подобрување на текстот на законот, а воедно и како едно излазно решение беше законското решение кое што е предложено да се стави на страна и во реално прифатлив временски период да се изготви од страна на експертите посебен закон во кој што ќе бидат вметнати сите нивни забелешки, но во исто време и ставовите и на едната и на другата страна. До тоа не дојде до вечерашнава седница на која што пак и предходеше едно невидено кршење на деловникот на работата на владата на Република Македонија и законот за работа на владата на Република Македонија. Јас сум свесен за тоа дека вие, господине Джафери, ги добивате материјалите од страна на владата со целосна доверба, затоа што тие би требало да бидат веродостојни и во согласно со деловникот и во согласно со законот за работење на влада, но тие во овој случај не се. Неразбирливо е како може да се повлече поднесен закон во собраниска процедура од страна на владата без за тоа да се одржи воопшто да се одржи владина седница на која што како на дневен ред би била информацијата за причините на повлекувањето на законот, зашто собранието е известено, но таква владина седница со таков заклучок кој што го има донесено не постои. Истовремено, неразбирливо е, нелогично е владата, макар и да имало запирка или било каква номотехничка корекција на предложеното, односно испратеното законско решение, да не одржи посебна седница на која што страна на ресорниот министр ќе биде информирана за причините и за предлозите кои што повторно ќе се достават до собранието. Тоа не се случило и во тој случај, без одржување на владина седница по оваа точка на дневен ред и без поднесена информација од ресорниот министр, владата има доставено предлог решение ново
со сериозни измени, не се само технички, него сериозни измени во текстот на законот од оној кој што претходно беше доставен. Но вие, господине Джафери, апсолутно за тоа не сте видени, затоа што повторно ќе напоменам дека Зборете за законот, немојте зборите за мене, ќе ви кажам ја процедурално. Сега што не следи? Целата оваа Зборете за расправа законот. апсолутно не е интересна за јавноста со оглед на тоа дека веќе е 20 и 40 часот. Нема никаква расправа по основ на предложениот текст на законот, а не гледам ниту причина за тоа да постои заради тоа што станува збор за глуви и неми. Овде можеме ние колку сакаме да дискутираме, меѓутоа ништо не може да промени во ситуацијава како што е. Не се повлече тој закон за да, како што е предвидено и во самото законско решение, во рок од 4,5 месеци да стапи во важност, значи има доволно простор да може да се изработи едно коректно, прифатливо за сите законско решение, кое што ќе му биде понудено на собранието, но ни тоа не се случи. И за сметка на сето тоа има обвинувања на сметка на опозицијата дека била неконструктивна, дека била ваква, онаква, секаква и така натаму. Баш напротив, мислам дека во целата оваа ситуација опозицијската пратеничка група е максимално кооперативна и расположена за секолку вид на соработка, односно дискусија, барем ако ништо друго и на комисиите, на јавната расправа, но и на вечерашнава, односно денешнава седница. Не би должел понатаму во интерес на времето, а не би можел ни да кажам било што посебно, затоа што до сега, повторно ќе напоменам, никој не се осврна материјално да дискутира за предложеното законско решение. Верувам, убеден сум во тоа дека мнозинството нема да смозна храброст да го повлече законот за да се изготви нов. Има донесена одлука тој по секоја цена да помине. Ги знаеме причините за сето тоа, не би сакал ни јас да се повторувам, но во исто време одговорноста за сето тоа што ќе донесе во периодот кога евентуално би се применувал овој закон, ќе биде на терет на пратениците кои што вечерва би му дале подршка со оглед на тоа што сте убедени дека ќе имате обезбедено двотретинско мнозинство за изгласување на овој закон. Благодарам за вниманието и вам и на јавноста. Меѓутоа, црни времења и доаѓаат на Република Македонија, како што претходно кажа господин Благодарам и вам. Марко Ѓорчев. Благодарам.